Вчера беше одржана средба во ректоратот, на која беше присутна работната група формирана од Универзитетскиот сенат, во која се двајца представници на студентскиот пленум и двајца представници на професорскиот пленум. На средбата дојдоа вице-премиерот Зоран Ставровски, министерот Абдулаки Мадеми и заменикот министер за образование Спиро Ристовски. Средбата на почетокот да напоменеме дека не беше од одлучувачки карактер. Ние го изнесовме нашето клучно барање, а тоа е интегрално нов текст на Законот за високо образование. Аргументите беа изнесени за тоа и средбата заврши со договор да имаме следна средба, односно потенцирам, не беше ништо одлучено. Секоја од четирите во моментов преговарачки страни требаше да отиде да се консултира со својата база, за да се дојде на следна средба со заклучоци. Средбата и на почетокот беше планирана за да одреди формата која би се пишувал тој нов закон за високо образование, но најпрвен треба да победат аргументите за законот за високо образование. За нов закон за високо образование. Синоќа на генералниот пленум беше одлучено дека окупацијата продолжува и дека ќе се оди на следната средба со аргументите зошто ни е потребен нов закон за високо образование. Кој се другата страна како се подготвени за нов закон за вашето барање, закон отварање на постички и интегрално менење на текстот? Значи, со тоа што се согласија да има анализа од 30 дена, во која анализа од 30 дена во која ќе видиме каде е проблематичен стариот закон, сметам дека има простор за кооперативност помеѓу страните на преговори во моментов, поточно помеѓу страните, помеѓу владата и нас. Така што се надеваме дека на следната средба ќе имаме позитивен исход, односно дека ќе заклучиме дека ни е потребен веднаш, нема потреба од анализа, нов закон за високо образование. Додека не ни се исполни барањето да добиеме потврда дека ќе се почне да се пишува текст за нов закон за високо образование, па оваа енергија од тука да ја пренасочиме кон пишување на квалитетен нов закон кој што ќе гарантира квалитет на високото образование. Малку подетално, што е тоа што ќе биде квалитет во новиот закон? Значи, нашето барање за новиот закон конкретно е да нема никаква форма на надворешно тестирање од страна на државата врз студентите. Тоа е подкрепено со аргументот дека најпрвен треба да ги разработиме механизмите кои што веќе постојат, како Одборот за акредитација и евалуација кој што очигледно не си ја работел својата работа, а од тоа добивме потврда и од самиот министер во неколку наврати. Значи, кога ќе почне Одборот за акредитација на вистина да евалуира и да дава препораки што точно треба да се подобри за да се зајакне квалитетот на високото образование, не можеме до тогаш да зборуваме за надворешно тестирање на студентите, бидејќи студентите не може да бидат тестирани заради дисфункционалност на одредена институција која што е или тело кое што е приморно. Други прашања? И да велите за комисијата продолжува след дека не добиете потврда дека ќе има нов комплетно нов закон. Интегрален. Од друга страна велите имате позитивни на некој начин сигнали дека сепак се размислува за тоа со оглед на исходот ќе го знаеме од следната средба. Сега за сега остануваме на дело да бидеме кооперативни, да ги изнесуваме аргументите, аргументи има многу. По 14 измени на Законот за високо образование, самите и оние предлагачи кои се и оние кои го носат, свесни се дека не може веќе да се применува тој закон. Затоа што правните служби на самите универзитети се спунети, не знаат една со друга одредба е контрадикторна. Освен тоа, во Законот за високо образование има многу одредби кои што се од подзаконски карактер, а не од законски карактер. Токму тоа се и всушност аргументите зошто ни е потребен интегрално нов текст. Дали да се веќе се навестува кој би работел на подготовка на овој нов закон? Апсолутно, студентите ќе бидат вклучени и тоа студентите од студентскиот пленум ќе бидат вклучени во работните групи за изработка на предлог текст за нов закон. За медиумите, овде на состанокот во круг на
окупација на Штатаме, дека генерално тие се, да речеме, на лоши слуги на власт. Дали се согласувате со тоа и еве овој број на медиуми, дали тие ставови што вие сега што ги елаборирате, ќе бидат правилно пренесени според вас? Јас можам да ви одговорам на ова прашање од кога ќе ги следам вестите на сите медиуми, а тоа мислам дека е невозможно по бројот на камери. Не би навлегувала во... Тие ви помагаат во вас? Значи, не би навлегувала во дебата околу медиумите и нивното известување. Тоа останува на вас, новинарите, и на вашите професионални стандарди. Всушност има и етички кодекс, ако не се лажам, кој што би требало да биде почитуван, така што тоа останува на вас. Јавноста на крајот на денот, суди и не студенти.